Според нашите закони, политичките партии се должни да ги објават јавно донациите и врз основа на тој јавно поднесен извештај добиваат државно финансирање. Оваа година, ако имаме 56 партии кои што добиваат буџетско финансирање, во април месец донесена е одлука со која што практично е сопрено финансирањето на 26 политички партии, заради тоа што ненавремено доставиле извештај. Тоа е еден вид од контрола, што практично и ги мотивира политичките партии да ги достават на време и да ги достават транспарентно извештаите. Но факт е дека треба да работиме на зајакнување на механизмите за имплементација на законските норми. Бидејќи кај нас во нашите закони јасно е пропишано кои се забранети извори на финансирање. Тука вклучува финансирање од странски извори, финансирање од државни институции, од јавни институции, значи надвор на буџетско финансирање кое што е предвидено. Но и исто така сме свесни дека во моментот се водат и судски постапки против одредени политички партии, односно против одговорни лица во политичките партии за проблеми околу финансирањето на изборите. Така што во тој дел можеме да правиме напори околу спроведување на законската рамка, која што сепак сметам дека е на задоволително ниво, бидејќи ние имаме и одредби кои што се во кривичниот законник, кои што одредуваат дури кривична одговорност за нелегално финансирање, обврски за транспарентност, јакнењето на капацитетите на институциите, вклучувајќи Државната комисија за спречување на корупција, понатаму Државниот завод за ревизија кој што ги гледа нивните извештаи, судството и обвинителството се институции кои што може да придонесат за спречување на корупцијата и нелегално финансирање. Во таа насока сакам да нагласам дека и јавноста веќе е запозната дека се усвоени одредени законски измени кои што ќе го лимитираат користењето на кеш пари во прометот, што на некој начин исто така ќе придонесе за поголема контрола во финансирањето на политичките партии. Дали може да се залагате за партиите да бидат финансирани само од буџетот и од ниедно друго место? Една од опциите е и таа, значи треба јас во моментов не можам да дадам одговор дали е возможно во Република Македонија тоа да се спроведе со оглед на буџетските ограничувања кои што ги имаме, но во секој случај тоа е еден од механизмите за зголемување на контролата и практично исклучување на било какво нелегално финансирање. Но тоа ќе значи и одредување на поголеми средства од буџетот на Република Македонија за финансирање. Сепак тоа би требало Министерството за финансии да се произнесе дали реално е можна таква варијанта во Македонија или не, но компаративно може да се види и тоа е еден од механизмите за борба против корупцијата.